Хаос на клиниката за кардиологија. Нема основни материјали за било каков оперативен зафат. Со тоа, срцево болните пациенти се приморани да одат по приватните клиники во странство, зашто на државна кардиологија нема материјали за електростимулација. А без тоа не може да се изведе операција. Пациенти вработени на клиниката алармираат дека директорот и неговиот заменик не набавуваат материјали, иако клиниката ја има најсофистицираната апаратура. Директорот на клиниката доктор Жан Зимбаков не одговори на нашите прашања што се случува на кардиологија и зошто нема материјали. Поплаки пристигнале и до кабинетот на министерот Меджити. Тој вели дека го знае случајот и ги повикал на разговор директорите на кардиологија доктор Зимбаков и неговиот заменик доктор Бушлетик. Доколку се утврдат нерегуларности, министерот уверува дека ќе постапи со порадикални мерки. Денови ќе ги повикам и двете страни и тие што пратија писмо незадоволни таму или така како го пишува дека имат мобик од директорот на институцијата, ќе ги повикам да ги слушам двете страни, така постапувам секојаш сериозно и одговорно, да ги слушам и нормално таму има сега во моментот предизвици, ние ќе настоиме тие предизвици да ги надминеме, но ако не успееме, вие знаете секојаш дека ја на крај ќе донесам и по-радикални одлуки во тој поглед. Во меѓувреме не стивнуваат реакциите од докторите и персоналот на клиниката. Неофицијално се подготвуваат за протест против директорот и неговиот заменик. Директорот не подпишува за набавките за материјали за електростимулација, но затоа редовно се набавуваат материјали за методите кои тој ги применува. Целата клиника е впрегната за тој да собере што е можно повеќе искуство во одредени методи за оперирање, а често се случуваат и злоупотреби со статистиките за одредени набавки. Трча по некакви европски сертификати за себе, додека ја запоставува целата клиника. Се ова е поради бизнис, додека сме оставени без некој од основните материјали. Стои во една од поплаките испратени до Министерството за здравство од еден од повидните доктори на клиниката. Инаку, министерот пред 2 месеци беше дециден дека секој кој не си ја врши работата, особено за директорите на здравствените установи, ќе биде разрешен и ќе биде соодветно санкциониран. Последен разрешен директор беше кардиохирургот доктор Сашко Јовев, иако имаше огромна поддршка од вработените на клиниката, докторската фела и пациентите.